Со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16 денеска гледаме. 180 лица евакуирани во Кичево. Излеаната река ги поплави улиците. Дождовите предизвикаа поплави и на други локации во државата. Антикорупцијскиот тим на СДСМ со нови обвинувања за, како што велат, сомнителни тендери доделени на фирма блиска до власта. Власта и денеска бара одговори од опозицијата за запленетата марихуана. Измените на Законот за високо образование продолжуваат да ја брануваат универзитетската јавност. Министерството од утре на средби со универзитетите. Мицкоски од Минхен, на Македонија и треба предвидлива европска иднина, а не процес без крај. Овие вести и детали за поплавените подрачја, обилните врнежи синоќа и утрово низ државата. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Неколку дождовите предизвикаа поплави на неколку локации во државата. Најкритично е во Кичево, каде се евакуирани според последните информации и над 200 лица. За тоа каде се има поплави, во овие вести во живо, Даниел Василев. Добар ден, Маријан. Најалармантна е ситуацијата во Кичевско, каде што евакуирани се над 200 луѓе и тоа втор пат во само еден месец, со оглед на тоа што и претходно имаше поплави кои што доведоа до принудна евакуација на населението во неколку населби во Кичево поради поплавени куќи, дворови и подруми. Ситуацијата е алармантна и во Скопско и во Гостиварско. До Центарот за управување со кризи пријавени се поплавени дворови и подруми во Газибаба, Бутел, Сарај, како и во околината на Гостивар. Проблеми има и во Тетовско, каде што во овој момент не се излеани реките, меѓутоа пријавени се свлечишта, исто така има и забрана за тешки товарни возила на патот кој води од Тетово кон Попова Шапка. Целиот извештај е подготвен, во продолжение да го погледнеме. Над 200 луѓе евакуирани во Кичево откако обилните дождови ја излеаа реката Зајашка која поплави куќи и подруми на повеќе локации. Лошо е, од 5:30 сабајле почна да надојдуваат вода. Сега за прв пат доаѓаат до куќи што никогаш не дошле едно 30 години. Сите домови се поплавени. Нема дом што не е поплавен. За жал од страна на општинските органи никој не излезе на терен и се однесуваат како да не се случуваат се ова и да не живееме во Кичево. Повторно поплаване пате, над метро и пол е сега долу во кујчите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз. Молиме, значи до државата, значи надлежните да земат, значи за нас нешто да ни се помогне, веќе сме на улица. Ова е втор пат, значи се уништува за месец дена, значи втора не паѓа. Пред една недела, две не пате поплава, не знаев неке да ојдне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот е излајна поплавата. Значи таму не се живее. Црвениот крст доставува храна, вода, кебиња, душеци и се што е потребно. Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. Значи, течението на река Зајашка е веќе поплавено од населба Пашино до долу во Прилевска. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот, како што гледам, да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани. Од Центарот за управување со кризи велат дека на терен интервенираат екипи од ОВР Кичево, јавното претпријатие Комуналец и Дирекцијата за заштита и спасување. Освен во Кичевско, дождот направи проблеми во Скопско. Граѓани пријавиле поплавени дворови во Газибаба и Бутел. Во Сарај поплавени се и куќи кај селата Букович и Семениште. Тука на терен се пожарникарите од Скопје и Тетово кои вршат испумпување на водата од поплавените објекти и расчистување на критичните точки. Поплави се пријавени и во Гостиварско. Пријавен е и затрупан канал во село Балиндол, при што се поплавени неколку куќи. Во една од поплавените куќи во Беловиште биле заглавени 2 деца и нивната мајка. За случајот веднаш се известени територијалната противпожарна единица Гостивар и ОВР Гостивар. Поплавите се резултат на излевање на сушичка река и затрупани канали. Планирано е ангажирање механизација за расчистување на теренот. Представници од локалната самоуправа и ДЗС ја следат состојбата, велат од Центарот за управување со кризи.
Проблеми има и во Тетовско. Иако реките се уште не се излеани, пријавени се слечишта, а забрана за тешки товарни возила има на патот Тетово-Попова Шапка. Даниел Василев, Сител телевизија. Антикорупцијскиот тим на СДСМ со нови обвинувања за, како што велат, сомнителни тендери доделени на фирма блиска до власта. Мицкоски од Минхен, на Македонија и треба предвидлива европска иднина, а не процес без крај. СДСМ денеска со нови обвинувања за работењето на власта тврдат дека фирма блиска до власта добила 74 тендери со над 17 милиони евра. Од гледачката ВМРО ДПМН возвраќаат дека станува збор за популистички обвинувања. Антикорупцијскиот тим на СДСМ со нови обвинувања за, како што велат, сомнителни тендери доделени на фирма блиска до власта. Според нив во изминатите 2 години, една компанија добила десетици договори вредни милиони евра, а институциите се уште молчат. Од партијата велат дека постои сомнеж за наместени јавни набавки и бараат одговорност. 74 тендери вредни 17,6 милиони евра за само 2 години добила оваа фирма. Ленди Груп, Доел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО ОКГ, организирана криминална група. Од владеачката ВМРО ДПМН возвраќаат дека станува збор за популистички обвинувања и тврдат дека бројките треба да се споредат и со периодот кога СДСМ биле на власт. СДСМ, што ги брои овие тендери последните 2 години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ќе дојде до заклучок дека истата ова фирма можеби и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување. И додека од СДСМ најавуваат дека антикорупцијскиот тим ќе продолжи со објавување на информации и со барање за одговорност, од ВМРО ДПМН велат дека станувало збор за популизам и обид за дефокус на јавноста, за, како што велат, луксузирањата на поранешните функционери на СДСМ. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А власта пак и денеска ја прозива опозицијата за запленетата дрога, СДСМ пак тврди дека станува збор за дефокус од вистинските скандали. Фирмата ЦБД Медплант до село Борисово на Тони Котев, на која и беа запленети 30 тони дрога, добива одобрение од владата за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Во тој период Филипче е министер за здравство и тој лично ги одобрува лиценците за одгледување на марихуана, што значи дека не само што се знае и соработувал со Тони Котев, туку и му помогнал да го почне и работи овој бизнис. Ај што подржуваше легализација заедно со Заев, ај што даде 50 лиценци на лица блиски до него, Заев и СДС, туку и се залагаше за експорт на цветот од канабис. За ДПМН нема ништо свето и во состојба си да злоупотребуваат човечки животи се со цел за да прават дефокус, бидејќи од ДПМН гледаме и во денешните наши излагање, гледаме во изминатиот период немаат одговор на ниту едно прашање и прават класичен дефокус на јавноста од битните теми. Дали имаме одговор како помина 5 тони дрога преку граница? Дали имаме одговор на сите тие теми кои што ги поставуваме како прашања со фирми блиски до ДПМН, кои што стигаат директно и до кабинетот на Мицковски и до сега веќе високото раководство на ДПМН, организацијскиот секретар, немаме одговор на ниту една тема, имаме класичен дефокус секојдневно. Мицковски од Минхен, на Македонија и треба предвидлива европска иднина, а не процес без крај. Измените на Законот за високо образование продолжуваат да ја брануваат универзитетската јавност. Министерството од утре на средби со универзитетите. Премиерот Христијан Мицковски од Минхен порачува дека Македонија е за европска интеграција, но дека таа интеграција треба да биде предвидлива, а не процес без крај. Со овие пораки Мицковски ја заокружува повеќедневната посета на Минхен во рамки на безбедносната конференција, каде што имаше и серија средби.
На Македонија не и треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Оваа порака премиерот Мицкоски ја испрати од тркалезната маса, отворена врата или отворен крај, исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија, во рамки на Минхенската безбедносна конференција на која присуствуваше и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Мицкоски вели дека владината делегација ја користи секоја можност и средба за да ја пренесе пораката дека Македонија одамна заслужи да биде дел од европското семејство. Ова генерација сака да се бори, дека за нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиджот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа влада. Секаде каде што идеме ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај. Со овие пораки Мицкоски ја заокружува повеќе дневната посета на Минхен во рамки на која оствари повеќе средби на маргините на безбедносната конференција. Европската интеграција на Македонија беше во фокусот и на средбите со првиот човек на Европскиот совет Кошта и со холандскиот премиер. Со украинскиот председател Зеленски разговарале за актуелните безбедносни предизвици во Европа, за потребата од единство и солидарност и за праведен мир. Мицкоски се сретна и со Ричард Гренел, специјален пратеник на Трамп за специјални мисии, со генералниот директор на Американскиот еврејски комитет и со представници на повеќе европски компании со кои биле разгледувани можностите за инвестирање во Македонија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерството за образование од утре на средби со универзитетите во обид да ги убеди универзитетските професори за добрите намери на измените на Законот за високо образование, откако во јавноста испливаа серија проблематични законски одредби. Мирина Давидовска. Од утре нацрт законот за високо образование ќе оди на тест пред академската јавност. Монги почнува јавните дебати на сите 6 државни универзитети. Додека ресорната министерка тврди дека строгите критериуми и Шангајската листа се патот до квалитет, дел од филата веќе алармира дали државата со овие реформи навлегува во универзитетската автономија. Министерката неколку пати порача дека текстот е прикачен на ЕНЕР, а секоја критика или сугестија ќе може да се испрати по електронски пат до МОН. Ти гледам дека во најголем број нема никакви забелешки, спорни остануваат неколку членови за кои што треба да се договориме и издискутираме. Но потенцирам, како што веќе и кажав, ние веќе немаме време да си играме со образование и наука, немаме време за просечни и подпросечни резултати кои не доведоа во оваа ситуација, мора да тргнеме напред. Кратењето на студиските програми е една од спорните одредби за дел од студентите и професорите. Во Македонија има 34 високообразовни установи на кои има вкупно 1300 студиски програми. Според новиот закон ќе се ревидираат оние кои нема да исполнуваат услови ќе се укинат, но тука не спаѓаат оние студии кои се од национално значење за државата, без оглед колку студенти годишно се запишуваат. Реакциите од филата главно се однесуваат и на построгите критериуми за напредување, односно изборот во научни звања кој предвидува објавување на научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор. Ова се прави за конечно еден од универзитетите да се најде на престижните ранг листи како Шангајската. За да се добие место на оваа листа, еден универзитет годишно треба да објавува најмалку 1200 научни трудови со импакт фактор. Кај нас најстариот универзитет Свети Кирил и Методи годишно објавува од 300 до 500, а во меѓувреме МОН редовно објавува огласи за финансирање на научни трудови за академската фела. По досегашната ревизија на високообразовните установи и институти досега се донесени решенија за затварање на 14 приватни научни институти и еден приватен факултет. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во кој правец се движи СДСМ за прозивките од власта, стратегијата за обединување, дали СДСМ ја напушта евроагендата, зошто опозицијата бега од политичкиот диалог со власта. Во тема на денот Андреј Жерновски.
Општина Прилеп се очекува да ги надмине проблемите со урбанистичките планови, пошто ќе може да функционира издавањето на градежни дозволи. Дарко Штарговски. За околу 2 месеци се очекува да заврши измената и дополнувањето на текстуалниот дел од Генералниот урбанистички план за Прилеп, со што овој документ кој што веќе е застарен од 2023 ќе се усогласи со деталните урбанистички планови кои што се во процес на изработка, со што се очекува оваа година конечно да се откочи процесот на издавање на градежни дозволи. Овој процес беше прилично стопиран во изминативе 8 години, така што и приходот на такси по овој основ за општината беше сведен на минимум. Тоа би овозможило сите оние детални урбанистички планови кои што се во постапка на донесување, а заради самата констелација на Генералниот урбанистички план имаат потешкоти во нивното донесување, со ова донесување на измена на Генералниот план во текстуалниот дел, со дополнување на текстуални одредби, кои што пак се би биле во корист за донесување на планови кои што се во постапка. Со тоа би се створиле услови за издавање на повеќе одобренија за градење. Ако лани имало издадено околу 100 градежни дозволи, годинава се очекува според секторот за урбанизам тој број да се дуплира. Во моментов, во фаза на донесување биле 18 детални урбанистички планови само за градот Прилеп, а ќе се донесле и 29 за неговата околина и населените места. Интересот последниве денови морам да истакнам дека е зголемен и од физички лица. Меѓутоа, миналата година најмногу беше од правни лица, кои што за стопански објекти, за фотоволтаични централи, меѓутоа, како што знаеме, веќе со енергетските планови на општините, фотоволтаиците веќе капацитетот е исполнет и понатаму очекувам одобренијата за градба да бидат од сферата на индивидуалното, колективното добување и од стопанството. Се работело на изработка и на нов генерален урбанистички план за Прилеп, зашто наскоро ќе бил распишан и тендер, а истиот се очекува да биде завршен за околу 3 години. До тогаш ќе важи стариот ГУП со новите измени. За Сител, Дарко Штарговски. Програмата за развој на Обединетите нации преку Фондот за зелено финансирање има за цел да поттикне еколошки и економски одржливи решенија за компаниите и домаќинствата, и тоа во Струмичко Босилово. Домаќинствата и малите бизниси од општина Босилов добиваат можност за користење зелени грантови за инвестиции во обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност. Проектот се реализира со поддршка на Програмата за развој на Обединетите нации преку Фондот за зелено финансирање и има за цел да поттикне еколошки и економски одржливи решенија. Преку мерката е предвиден неповратен грант до 30% од инвестицијата. Проектот има две компоненти – за мали и средни предпријатија и за домаќинствата. Постојат целни групи на домаќинства кои што се опфатени за финансирање и тие се домаќинства водени од жена, односно домаќинства во кои основен носител на приход е жена. Потоа имаме самохрани родители, групата на семејства во кои постои лица со попреченост, ромските домаќинства, семејствата со 3 или повеќе деца, семејствата со еден приход, ромските домаќинства и групите на повратници од странство и приматели на дознаки. Градоначалникот на општина Босилово Ристо Манчев вели дека општината веќе реализира повеќе проекти насочени кон енергетска ефикасност, селекција на отпад и користење обновливи извори на енергија. Според него, новата програма представува дополнителна можност граѓаните и бизнис секторот активно да се вклучат во зелената агенда на општината. Во рамките на нашите можности правиме максимум да вложиме во заштита на животната средина. Веќе неколку објекти имаме поставено фотоволтаични панели, енергетски ефикасни системи на грејење. И овој процес ќе продолжи ова година. Очекувам ова година најмалку на 3 јавни објекти кои што се во сопственост на општина Босилово да бидат поставени фотоволтаични централи. А покрај тоа важно е да кажам дека општина Босилово започна еден сличен ваков проект во соработка со Светска банка и Министерство за финансии, каде што побаравме исто вака 30% грант и останатиот дел кредит за реновирање, реконструкција на сите основни училишта во општина Босилово со цел да бидат енергетски ефикасни од највисока категорија.
Зелениот финансиски инструмент за подобрување на квалитетот на воздухот и справување со климатските промени функционира како заедничка програма на Обединетите нации во земјата, реализирана од Програма за развој на Обединетите нации во партнерство со Меѓународната организација за миграции, Европската банка за обнова и развој, владата на Република Македонија и домашни финансиски институции. Предвидено е да трае до 2027 година. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Штип го добива приматот на Вистински универзитетски центар. Развојот на универзитетот Гоце Делчев овозможува размена на наставни содржини. Трајан Листовски. 40 студенти од Штипскиот универзитет Гоце Делчев во рамки на програмата за мобилност на Европската универзитетска алијанса досега беа дел од едукативни школи во повеќе европски земји. На ниво на алијанса, реализирани или во фаза на реализација се 120 едукативни работилници, но уште поважно е што Штип го добива приматот на Вистински универзитетски центар, истакна проректорот за меѓународна соработка Ана Никодиновска-Крстевска. Можностите се отвараат и кај нас, затоа што студенти не само што ќе испратиме, туку студенти од странските универзитети ќе имаат можност да дојдат и кај нас, затоа што организираме едукативни настани, кратки курсеви, летни, зимски школи, волонтерски активности, така што ќе имаме прилика да дојдат студенти од сите универзитети заедно да ја мапираме или да тресираме нов туристички развој или нова мапа, нови интересни содржини на градот Штип. Европската универзитетска алијанса која ја чинат 9 универзитети помеѓу кои и Штипскиот работи на креирање на еден правен ентитет со меѓународен субјективитет кој ќе може да издава единствена признаена европска диплома на студентите. Практично преку овој ние единствен европски ентитет ние ќе направиме заеднички мастер програми, постдипломски студии, заеднички докторски студии и понатаму здравје во иднина на долгорочен план и заеднички додипломски студии. Овој интензивен интернационален ангажман ја отвара вратата кон нови перспективи за македонските студенти и за целата академска заедница. За Сител, Трајан Ристовски. А во Охрид расте интересот за кај средношколците за дуално образование. Охридските средни училишта ќе воведуваат нови стручни профили. Нина Ритоновска. Се зголемува бројот на паралелки во дуалното образование во охридските средни стручни училишта. Интересот за запишување кај учениците од година во година е се поголем, а училишните центри се трудат да креираат програми да воведуваат нови профили на струки во текст со технолошкиот развој. За наредната учебна година 26-27 имаме предлог доставено до локална самоуправа, односно да препрати до Министерство за образование и наука за воведување на нов профил од машинска струка, тоа е машински техничар за моторни возила на алтернативен погон, следејќи го трендот на нови возила, нови технологии. Да гледаме бројот на дуални паралелки се зголемува, интересот на запишување ученици секоја година се поголем и поголем. Од оваа година во училиштата се воведе и координатор за учење преку работа согласно измените на Законот за средно образование, а се црпат искуство од странство. Во суштина ние сме врската меѓу училиштето и компанијата, или мостот меѓу теоретското знаење и практичното образование. Морам да кажам дека имаме многу добра соработка со компаниите, редовно преку состаноци ги следиме учениците, како тие напредуваат, како е прифаќаат новата работна средина со оглед на тоа што тие имаат само 16 години кога почнуваат во соучени преку работа во толку сериозни компании. За време на нашата посета во Словенија се запознавме во целост со начинот на реализација на практичната настава во дуалното образование во Словенија, се запознавме со одредени позитивни практики. Од општина Охрид велат дека вложувањето во младите е вложување во иднината на градот. Бенефитот од ваквиот социјален диалог е взаемен за сите вклучени страни, што значи важен е за самите институции, важен е за образованието, за работодавачите, за работниците, во крајна линија е важен за локалниот економски развој. Инаку во електромашинскиот центар Свети Наум Охридски 8 години се воведува дуалното образование. Од почетоците во 2018 кога биле запишани 17 ученици. Денес дуалните паралелки бројат 585 ученици во сите струки и профили. Нина Ритоновска, Сител телевизија. И тоа е крајот на овие вести.